Добар ден, почитувани колеги, драги гости, дами и господа, почитувани медиуми. Ја отварам јавната расправа по нацрт концепцијата за основното образование. Почитувани, на самиот почеток би сакала да го поздравам воедно и да се заблагодарам за присуството на председателот на владата на Република Северна Македонија, господинот Зоран Заев. Дозволете ми да оценам дека во еден ваков состав и на тема која е од исклучително значење за иднината на младите во нашата држава, неговото присуство несомнено ја потврдува подготвеноста на сите нас заеднички и одговорно да се вложиме во градење на новите образовни политики за основното образование. Овде би сакала посебно да ја истакнам заедничката подготвеност на членовите и замениците членови на Комисијата за образование, наука и спорт, токму овде во законодавниот дом, да го иницираме одржувањето на оваа расправа и токму тоа да се случи како јавна расправа во законодавниот дом во матичната комисија. Ова представува извонредна можност не само ние, народните представници, туку и целата македонска јавност непосредно да слушнат стручни ставови во однос на концептот кој согласно со одредбите од Законот за основното образование на предлог на бирото го утврдува министерот за образование и наука. Почитувани, како домаќини на денешнава јавна расправа во свое име и во името на членовите и замениците на Комисијата за образование, наука и спорт, ве поздравувам и посакувам да имаме успешна работа. На седницата поканети се членовите и замениците членови на Комисијата, министерот за образование и наука и органите во составот на Министерството, МАНУ, ЗЕЛС, универзитетски професори, директори и наставници од основните училишта, невладини организации чиј домен на интерес е образованието и медиуми. На седницава се поканети и представници на меѓународните представништва во земјава кои ги поддржуваат образовните реформи во Република Северна Македонија и тоа делегацијата на ЕУ во Република Северна Македонија, Швајцарската амбасада, Светска банка, UNDP, УНИЦЕФ, едукативната програма на ОПСЕ и Британскиот совет. Ќе ја искористам оваа можност и прилика да изразам благодарност за нивните севкупни залагања и препораките за унапредување на образовните политики кај нас. Почитувани, за седницата го предлагам следниот дневен ред. Јавна расправа на тема Нацрт концепција за основното образование. Почитувани членови на Комисијата за образование, наука и спорт, дали имате предлози за изменување и дополнување на дневниот ред? Доколку нема, предложениот дневен ред го ставам на усвојување. Кој е за да се усвои предложениот дневен ред? Сите членови на комисијата едногласно гласаа за усвојување на дневниот ред. Против нема, воздржани нема. Констатирам дека предложениот дневен ред е едногласно усвоен. Почитувани, на почеток дозволете да ни се обрати председателот на владата на Република Северна Македонија, господинот Зоран Заев. Повелете, премиер. Можете и од место. Благодарам, почитувана председателка на Комисијата за образование, наука и спорт, Жаклина Лазаревска, почитувани членови на Комисијата, пратеници, почитувани координатори на пратенички групи, пратеници овде денеска присутни, почитувана министерка за образование и наука, почитувани членови на работната група, кои што ја давате предлог реформата денеска на оваа дебата, почитувани членови на кабинетот на министерката, почитувани академици, членови на МАНУ, денеска овде присутни, почитувам председателя на ЗЕЛС,
почитувани професорки, професори, наставнички, наставници кои што се денеска со нас, почитувани представници на граѓанските организации, представници на амбасадите и меѓународната заедница, кои што работи и соработува со нас, почитувани присутни. Ми причинува особена чест што денеска сум дел од оваа јавна расправа со најширок спектар на представници на општествените, образовните, политичките и другите стручни институции, како и представници на граѓанските организации. Сите нас на овој настан не поврзува една, единствена, особено значајна и благородна желба. Да го дадеме нашиот најдобар придонес во исцртувањето на контурите на една од најзначајните реформи во нашето општество, образованието. Сите ние во овој процес тргнуваме од амбицијата со реформата да го осовремениме нашето образование со нов модел на настава, кој што е инспириран од веќе постоечките образовни системи во развиените земји во светот и во Европа. Се разбира, во промислувањето на реформите ги имаме предвид нашите автентични општествено-економски состојби и заедно со најдобрите европски и светски образовни искуства на пат сме да создадеме наш македонски национален модел на основното образование. Во тој процес на создавање на најдобар национален модел мораме да ги имаме предвид инклузивноста, еднаквоста, родовата рамноправност, мултикултурализмот и некои други прашања кои се сегмент на нашиот автентичен концепт едно општество за сите. Образованието е стожер на тоа какво општество сакаме да имаме. Овие денови, додека трае интензивна јавна расправа и дискусија сеопшта во општеството, се слушаат гласови кои велат дека брзаме со образовната реформа. Моето мислење е спротивно. Ние доцниме со реформата во образованието. Тие требаше веројатно да се случат најмалку пред 10 години, затоа што како неопходност ги наметнуваше исклучително брзиот развој во сите општествени сфери кои бараат образование, кое ќе биде во чекор со овие брзи, динамични и прогресивни промени. Сепак, кога велам доцниме, истовремено велам и дека нема да избрзаме. Ке работиме на тоа да дизајнираме најсоодветна образовна реформа која е во најдобар интерес на децата. Со таков нов, иновативен и применлив образовен модел да му возможиме на секое дете преку образовниот процес да го постигне својот максимален потенцијал. Заради тоа, за прв пат во последната деценија во нашата држава во делот на образованието се прават реформи на транспарентен начин и со вклученост на сите страни. Како што реков, целиот овој процес се прави во најдобар интерес на учениците и затоа го спроведуваме со вклученост на сите образовни институции, граѓански организации, социјални партнери, како и експертите за образование и професионалци од праксата. Низ инклузивен процес, во широка консултација со сите засегнати страни, се трага по баланс во предлозите со цел да се направат реформи во најдобар интерес на нашите ученици. Ги бараме и идентификуваме најдобрите предлози за да креираме концепција за училиште што не учи да учиме. Да го напуштаме стариот пристап на фактографско учење и да ги поттикнеме учениците да решаваат проблеми и критички да размислуваат. Целта е да обезбедиме образование со кое што секое дете ќе го достигне својот полн потенцијал преку изборни и воннаставни предмети. Беа организирани посебни презентации за родители и ученици од училиштата со македонски и со албански јазик. Во дебатата за концепцијата од самиот почеток се вклучени раководството на СОНК и регионалните представништва на СОНК и меѓународни организации и институции како УНИЦЕФ, Светска банка, УСАИД, британска, швајцарска амбасада, делегацијата на Европската унија, односно нашите стратешки пријатели, кои се секогаш тука за да ги подржат нашите реформи. Сите изразија подршка затоа што реформите треба да резултираат со квалитетно основно образование. Одржани се средби во МАНУ, онлайн конференции со професори, наставници, представници на ликовната, музичката и драмската дејност, реализирани се средби и дебати со студентско собрание и професори од повеќе факултети. Јавната расправа и инклузивноста во овој процес се значајни
и за да се демантираат и определени погрешни интерпретации и дезинформации во врска со првичниот нацрт предлог за образовната реформа. Например, презентацијата на нацрт концептот јасно покажува дека со предлогот за наставен предмет општествени науки не се укинува наставниот предмет историја или други предмети. Туку содржините од нив се предвидуваат да станат задолжителен дел од новата наставна програма. Новиот концепт не предвидува ниту намалување на бројот на наставниците по историја, географија и граѓанско образование, туку продолжуваат заеднички да ја планираат наставата, со цел учениците да добијат најдобро можно знаење на најефикасен начин. Со овој реформски процес ги унапредуваме и наставниците и им овозможуваме кариерен развој. Самата нацрт концепција е направена врз основа на анализи, меѓународни и домашни истражувања и експертски мислења и ставови од наставници кои посочуваат дека се потребни реформи во основното образование, што значи дека од самиот почеток на подготовка на концепцијата таа се прави во широк и консултативен процес. Концепцијата е дел од стратегијата на Министерството за образование и наука за периодот 2018-2025 година. Предвидена е со Законот за основно образование, донесен пред околу една година и е дел од владината програма и од нив јасно произлегува определбата дека во образованието лежат потенцијалите на нашата земја за иднината. Затоа, како одговорна влада, продолжуваме да го бараме најдобриот модел за реформи во образованието. Да вложуваме во наставниот кадар како значаен човечки капитал, да вложуваме во училишната инфраструктура и современите наставни средства. Сето тоа во име на грижа за учениците и студентите. Мене ми е драго што и до денеска имаме прифатено огромен број на сугестии. Во подготовката со министерката за ова јавна расправа денеска, знам дека ќе бидат и презентирани сите овие сугестии кои што беа легитимна грижа, добронамерен предлог, се со конечна цел да бидеме сите учесници во оваа значајна реформа која што ја правиме. Верувам дека сите ќе бидеме горди на успехот на почетокот на реформата. Верувам дека со тоа што сето е разгледано како сугестија, посебно денеска, која што ќе биде дадено овде како сугестии, ќе можеме на крајот да изградиме концепт во кој што сите ќе веруваме и сите ќе застанеме. Затоа што не само што образованието е најголемиот потенцијал за развој на нашата земја, туку овде ова е врзано за нашите деца, за идните генерации, за сите наши идни надежи што ги имаме како општество. Благодарам и ви посакувам успешна дебата и размена на мислења во вид на добредојдени предлози за најдобрите можни реформски решенија. Ви благодарам, премиере, за излагањето и за вашата посветеност на реформите што ни престојат во делот на основното образование. Сега и давам збор на министерката за образование и наука, господјата Мила Царовска. Повелете, министерке. Почитувам председателя на владата, почитувани пратеници, координатори, академици, професори, наставници, представници на работната група, представници на институциите. Останати присутни граѓански организации, меѓународни организации. Најпрво, огромна благодарност до председателот на собранието и до председателката на Комисијата за образование, наука и спорт во ова собрание, што ја организира оваа јавна расправа во која што уште еднаш како влада и како министерство ја потврдуваме нашата транспарентност, вклучувајќи ги сите страни во овој важен процес. Оваа денешна дебата е за окружување на широка јавна дебата која што трае повеќе од 2 месеци. Во изминатите 2 месеци успеавме да го слушнеме мислењето на сите експерти, професори, научници, наставници, директори и заеднички да креираме модерна и квалитетна концепција за основно образование. Почитувани, овој ден е посебен за сите деца во државата. Знаете зашто? Затоа што основното образование, кое што е база за понатамошен развој на секое дете, конечно стана главна тема во јавноста. Конечно, после многу години за образованието се дискутира на еден вако важен настан во собранието. За образованието почна да се дискутира и во научната јавност, стручната јавност, наставниците, професорите, директорите, градоначалниците. Почна да се прави муабет на улица, дома, секаде. Конечно, после децении
И универзитетски професори, и академици, и граѓани имаат прилика јавно, слободно да говорат, да дебатираат, да критикуваат, да фалат или да сугерираат што во оваа реформа треба да се промени, што досега и беше незамисливо. Заклучокот, кој што сите ние заеднички го донесовме низ целиот овој процес на дебати, кој што претходеше на денешната јавна расправа, е дека реформи во образованието се нужни и овој процес не смее да запре. Нужни се, затоа што се во интерес на сите деца во државата. Процесот не смее да запре, затоа што секоја учебна година, секој ден кој нашите деца учат од неквалитетни учебници, следејќи несоодветна програма, нанесува огромни последици на младите генерации. И на сето ова има непобитни факти. Сите домашни меѓународни истражувања потврдуваат дека нашите деца не се стекнуваат со потребните вештини и не може да го развијат својот полн потенцијал поради лошиот образовен систем. Според ОЕЦ, во споредба со нивните земји членки, учениците до 14 годишна возраст од Северна Македонија добиваат околу 900 сати помалку настава. Според истражувањето на USAID, нашите деца имаат тешкоти со основните вештини како што е читање со разбирање и одземање. Нивните тестирања покажуваат дека помалку од 40% од учениците во второ оделение ги завршиле задачите со разбирање на прочитан текст, наспроти меѓународното мерило од 80%. Овие податоци не се само бројки. Овие податоци значат уништени генерации, значат заборавени и запоставени идни човечки потенцијали. Со предложената реформа се нуди поинаков пристап во наставата. Се нуди внимание за секое дете и можност тоа да го постигне својот полн потенцијал. Концепцијата ќе создаде училиште што ги учи младите како да учат, да го замени стариот пристап на фактографско учење и ќе ги поттикне младите да размислуваат критички. Со новата концепција, децата ќе научат да решаваат проблеми со носење на одлуки врз база на анализи и факти. Конечно, концепцијата ќе значи нов образовен македонски национален модел кој ќе ги научи децата на основните граѓански вредности, како што се мултикултурализам, почитување на различностите и јакнење на родовата рамноправност. Со оваа концепција за прв пат воспоставуваме и национални стандарди, компетенции кои ќе треба да ги стекнат учениците за време на основното образование, кои што се групирани во 8 подрачја. И тоа се јазична писменост, користење на други јазици, математика, природни науки, технологија, дигитална писменост, личен и социјален развој, демократска култура и граѓанство, предприемништво и уметничко изразување, култура и мултикултура. Тоа е она што им е потребно на младите да бидат граѓани на едно модерно општество, да бидат креативни, иновативни и преку лични успеси да придонесуваат за развој на својата татковина. Тоа ќе ги подготви да бидат конкурентни и да се носат рамо до рамо со своите врсници во европските земји. Оваа прилика би сакала да ја искористам, да им се обратам на наставниците кои што се сршта на оваа реформа. Тие ќе бидат мотор на оваа промена. Почитувани наставници. Сите ние сме свесни за сериозните недостатоци во образовниот процес и колку е важно тој да се реформира. Вие сте нашите главни партнери во промените и реформите кои ни предстојат и силно верувам дека со ваша посветеност ќе обезбедиме подобро образование за сите наши деца. Вашиот труд секогаш ќе биде вреднуван, а концепцијата покрај ученикот кој го има во фокусот, го има и наставникот. Со новата концепција сечи труд ќе биде награден со можност за кариерен развој. Паралелно, ќе инвестираме во професионален развој и напредок на наставниот кадар. Нешто што со години се бара токму од вас наставниците. Јас силно верувам дека не може да имаме просперитетни генерации без квалитетни наставници, кои ќе ги мотивираат нашите млади да ги надминуваат своите граници. Токму затоа силно вложуваме во вас, затоа што само така можеме да изградиме квалитетно основно образование. Сосема на крај, би сакала да адресирам две работи. Прво, во однос на сите сомнежи дека реформата нема да успее, дека немаме капацитет да ја спроведеме или пак е избрзана. Ве уверувам дека Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образование многу сериозно пристапија кон целиот овој процес и со сигурност подготвени ќе влеземе во имплементација на реформата. Веднаш по донесувањето на концепцијата и програмите, наставниот кадар ќе помине соодветна обука за новиот модел на настава. Наставниците и директорите на училиштата нема да бидат оставени сами на себе. Ние сме вашата сила, подкрепа, поддршка, затоа што сакаме ова да успее. Имаме и доволно капацитет и доволно време. Ни треба само силна волја и храброст да се придвижиме кон новото. И второ, свесна сум дека секоја промена кај нас предизвикува чувство на неизвестност, па дури и страф. Но без промени нема напредок. Исто како што без труд и учење нема знаење.
Да влеземе храбро во овој процес и да покажеме дека сакаме напредок, сакаме подобра иднина за нашите деца и сакаме подобро образование за сите. Кога знаеме дека главниот мотив за промените ни се децата и нивните успеси, верувам дека сите ќе вложиме заеднички напори да ги совладаме предизвиците пред нас. Ви благодарам. Ви благодарам, министерке, за излагањето. Почитувани, во продолжение ќе ја проследиме презентацијата на нацртот на концепцијата за основно образование. Во името на работната група, која што го подготви овој концепт, ќе презентираат професор доктор Виолета Петреска-Бешка и професор доктор Кирил Барбареев. Повелете, професорке Бешка и професоре Барбареев. Повелете. Почитуван председател на владата, господин Зоран Заев, почитувана министерка за образование, почитувана председателка на комисија за образование, почитувани пратеници, академици, професори, колеги, градоначалници, представници на меѓународни и домашни организации, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. На почеток дозволете ми срдечно да ве поздравам и да се заблагодарам од името на работната група што денес тука во Македонското собрание ја имаме можноста да зборуваме за една од најважните теми во нашата држава – образованието. Јас сум професор Кирил Барбареев и доаѓам од Факултетот за образовни науки во Штип. Ќе се обидам денес да ве запознам со работата на работната група, ќе се обидам да го пренесам духот и визијата кои како членови на тимот работевме во овие 5 месеци и зошто веруваме во овој концепт и во оваа идеја за суштинска реформа на основното образование. Кои се луѓето кои работевме, како работевме и која беше нашата цел. Работната група ја сочинуваат професор доктор Виолета Петровска-Бешка, Институт за психологија, Филозофски факултет УКИМ, лидер на групата. Магистер Митко Чешларов, раководител на сектор за развој на наставни планови и програми, Биро за развој на образование, координатор на групата. Ајше Ајрулај, раководител на сектор за истражување, Биро за развој на образование. Професор доктор Николина Кенинг, Институт за психологија, Филозофски факултет УКИМ. Професор доктор Јасмина Делчева Диздаревик, Институт за педагогија, Филозофски факултет УКИМ. Професор доктор Лена Дамовска, Институт за педагогија, Филозофски факултет УКИМ. Професор доктор Лулзим Мехмети, Педагошки факултет, Државен универзитет Тетово. Професор доктор Флорина Шеху, Педагошки факултет УКИМ. Магистер Горица Мицковска, независен експерт за образование. Славица Мирчевска, наставник Основно училиште Кочо Рачин Скопје. Александра Блажевска, наставник Основно училиште Јан Амос Коменски Скопје. Најпрвен, сакам да ве уверам дека станува збор за македонски професори, наставници и стручни лица од Бирото за развој на образованието, кои долги години се залагаме за коренити промени во образованието. Луѓе со 10, 20, 30, некои повеќе години кариери, сериозни личности, професионалци со докторати, магистратури и долги студиски престои на врвни универзитети во светот. Почитувани колеги, анализи има многу во овие 20 години. Некои се спроведени од домашни авторитети, поединци, организации, институции, а некои од страна на меѓународни реномирани институции кои се носечките авторитети во областа на образованието во Европа и светот. Домашните студии се главно фокусирани на одделни сегменти од образованието и сите реформи досега допирале само делови од системот. Но постојат и многу меѓународни студии кои го адресираат севкупниот систем и се однесуваат точно на основното образование. Од домашните и од меѓународните студии се пристапи во креирањето на концептот. Во една национална студија, лонгитудинална, започната од 2016 година, на прашањето 100-53, одговориле 21% од учениците во Македонија. Стандардот е 80%. Дали знаете дека нашите ученици имаат сериозни проблеми и тешкоти со читање и разбирање, со математика, со критичко мислење? Дали знаете дека националните студии покажуваат точно
Каде се проблемите со изговарање дури на одредени гласови, и тоа дури студиите имаат податоци и по етничка основа. Лонгитудинални, правени повеќе од 4 години. Дури и сите оние кои зборуваат во овој период дека се брза со реформата, дека нема анализи, дека концептот треба да се отстрани, дека има педагошко-методолошки недоследности и така натаму, всушност забораваме една работа. Една важна работа, ова е концепт. Не е стратегија, не е акцијски план, тоа е зачеток. Концепт и значи почеток, зачнување, визија за ново училиште, нова образовна, автентична македонска парадигма за нов воспитно-образовен систем. 5 месеци работа се всушност анализите и искуството во овие 20 години на сите од нас, кои што седиме тука и се надвор од оваа сала. И уверувањето дека парцијалните промени се недоволни за суштинско реформирање на основното образование кој е неопходно на нашата земја. И конечно, интеграција на добри светски практики и создавање систем со национални стандарди. И уште колку години ние треба да зборуваме, анализираме, истражуваме и констатираме дека имаме слаб образовен систем, дека сега не е време, систем кој е политизиран во континуитет 30 години, со резултати кои во континуитет паѓаат, систем без стандарди, систем во кој дали ќе работиш посветено и сериозно или нема да работиш, не се препознава. Образование во кој сите сме одлични со просек 5.00. На кого му е потребен ваков систем? Сите критики за кои има и многу конструктивни примери на колеги во изминатите 30 дена. Знаете, ако ги погледнете забелешките кои доаѓаат од наставниците, па тие молат дури и да не оценуваат денес, бидејќи е безсмислено заради реакциите и притисоците од средината кои се неподносливи. Денес многу наставници ќе ви кажат: не ми е криво што платата ми е толку, криво ми е што и тој што не работи исто зема. Девалвирана професија наставник со загубен општествен, социјален и економски статус. И конечно, какво е тоа училиште во кое сите имаме слаба волја да одиме, и учениците и ние наставниците? Каков е тој систем во кој ученикот или некаде се уште ученикот треба да се плаши од наставникот, наставникот од директорот, директорот од инспекторот и министерот, а сите заедно од председателот на партијата? Каков е тој систем во кој сите ние сме си изградили анимозитети едни кон други? Ние во високото велиме доаѓаат слаби ученици од средно, наставниците од средно велат многу слаби ученици од основно, во основно велат немаат добра основа од прво до пето, а таму ќе ви кажат многу е слабо предучилишното. Каков е тој систем во кој министерството и универзитетите имаат анимозитети едни кон други? Систем со градење кариери по кулуари и академски ходници и училишта, со политичка лојалност и подобност. И сите се вртиме во круг без при тоа да се запрашаме како е можно сето ова, како е направено ова. И ние уште го поставуваме прашањето дали е време, дали не се брза со реформите. Ако светот се менува побрзо од нашето снаоѓање, ако толку е радикален тој процес, тогаш како може образованието да не се менува? Ако ние денес во оваа држава уште не можеме да се разбереме како колеги, како академска заедница, како политички субјекти, ако ние немаме сила и знаење да покажеме култура на комуникација и разговор за овие теми, ако нема консензус за темата образование, тогаш ние нешто длабоко сме сгрешили во ова наше општество. Па толку е фелата, 3000-4000 универзитетски професори. Утре други колеги од оваа сала и од факултетите ќе работат на други концепции, на други стратегии, во други сектори и министерства. Па така ли треба да се доживува како што ние како работна група го доживеавме тоа во овие 20 дена, дека сме дилетанти, сатанисти со воведување сексуално образование од второ одделение? Како ние да немаме деца во овој систем, како ние да не работиме во оваа држава? Кој утре ќе сака да влезе да помогне во некој тим, во некој министерство? Новата концепција, почитувани, произлегува од потребите на образованието и на никаков начин не е предизвикана од никакви други причини, освен една, од каде што како работна група тргнавме, а тоа што е најдоброто за учениците. Погледнете ги анализите на 44 образовни системи, Соединетите Американски држави, Австралија, Азија. Сите дилеми кои што се јавуваат во јавноста, за кои што ќе зборува професорката Виолета, јас ве уверувам со сиот наш интегритет, пратете го овој документ, кој што денес е на јавна расправа. Пратете оваа концепција на која сакате меѓународна анализа и рецензија. Прашајте ги тие експерти, а имате ученици, средношколци и студенти кои домашното не можат да си го напишат на компјутер, студенти кои што се уште не можат презентација да направат. Тоа кажува дека бројот на предмети и бројот на часови не е клучен фактор за квалитет на знаење кое се стекнува. Вистината
за нашите проблеми е дека има голема разлика помеѓу училиштето и реалноста, помеѓу училиштето и животот, помеѓу она што учиме, како учиме, за кого учиме. Затоа и ние стануваме досадни како систем и како наставници. Оваа концепција не е само реформа на наставниот план и програма, каде што во јавноста и така прозвучи. За да се создаде добар систем, неопходна е реформа и на педагошките и на наставничките факултети. Тоа значи и друго високо образование, кое нема темата за автономија да ја отвора секогаш, без во исто време да се отвори темата на одговорноста на сите во образованието. Која е нашата одговорност денес како генерации? Која е нашата победа? Која е нашата македонска педагогија? Деполитизација на системот кој треба да тргне од културата на политика во оваа држава. Ни треба континуитет. Училиштето треба да стане најубавото место во еден град и во едно село. Тоа значи локална самоуправа која има друг однос кон образованието и културата. Тоа значи градоначалник кој ќе ги праша учениците каде се гледаат после 10 години во градот во кој учат и живеат. Кој е проектот на твојот живот? Со што ти како млад човек сакаш да направиш за местото за кое што си роден? Собиравме стотици илјади евра за концерти и забави. Колку средства собравме во овие 30 години за една лабораторија во едно училиште? Почитувани, името на универзитетот на кој работаме Гоце Делчев. Вчера му беше роден денот. Гоце Делчев знаел дека вистинската револуција на еден народ, на една нација е револуција на умот, срцето и душата. Тој зборува за морална револуција. Затоа тој станал учител. Кога го прашале децата зошто да учиме француски, тој им одговорил за да му кажеме на светот дека сме македонци. Тоа е мојата визија, почитувани колеги. Основното да биде основа на вредности и да го засакаш учењето, науката, татковината, да создаваме генерации кои кога ќе отидат на надпревар по физика и математика во Франција да се вратат со награда и таму да ја слушнат македонската химна, кога ќе отидат на надпревар по историја во Белград, Софија и Атина да се вратат со најдобри резултати и да бидат подобри од соседите во знаење. Тоа е тој културен надпревар меѓу народите. Оваа држава секогаш имала добри учители. Првите одлуки на АСНОМ се отворење на учителските школи. Тој ентузијазам, таа енергија која била во тие години сме ја загубили ние некаде во овие 30 години. Враќањето на општествениот и економскиот статус и подигање на реномето на наставничката професија не е само поврзана со зголемување на платата. Ова е шанса за нас учителите на сите нивоа во општеството да бидеме пример за трансформација и почеток на вистински вредности толку потребни. Оти целата суштина на педагогијата е да бидеш добар пример како учител и да дадеш љубов. Тоа е за мене патриотизам. Ви благодарам на вашето внимание. Почитувани присутни, во име на работната група треба да многу накратко кажам некои основни работи за концепцијата. Предпоставуваме дека сите присутни тука ја прочитале самата нацрт концепција, а јас потоа ќе презентирам само промените во концепцијата што произлегоа, што се уште не се ставени во формата во која е на располагање на јавноста, но што имаме намера да ги во овој момент внесеме во финалната верзија на концепцијата. Ќе почнам од да нагласам некои поидовни основи на концепцијата, кои не се секогаш експлицитно кажани во самата концепција, но тука многу често беа повторувани од претходните говорници. Првата поидовна основа е дека концепцијата бара да образованието биде фокусирано на учениците. Не на наставниците, не на високообразовните институции, туку на учениците, на нивните потреби и интереси и да води сметка за најдобриот интерес на детето. Тоа значи да обезбеди квалитетно образование, односно квалитетно значи наместо образование фокусирано на факти, во кое се потикнува помнење,
да биде образование кое ќе обезбеди учениците да можат да ги осмислат и поврзуваат фактите и информациите што ги добиваат и при тоа се разбира да користат мислење. Тоа фокусираност на учениците значи и почитување на потребите и интересите на учениците. Значи, без такво почитување на потребите и интересите на учениците што го нуди ова концепција, не може да се зголеми задоволството на учениците од престојот и учењето во училиште, што е неопходен предуслов за да се подобрат резултатите на учениците од учењето. Втората поидовна основа е фактот дека она што го забораваме многу често, дека една од основните цели на основното образование е да ги научи учениците да учат во следните нивоа на образование и во животот воопшто. При тоа акцентот се става на воспитната компонента и на фактот дека учењето во основното образование е процес. Значи не е акцентот на содржините на она што се учи, туку на резултатите од учењето преку еден процес кој води сметка за воспитна компонента во голема мера, онолку колку што, да речеме, води сметка и за образовната или когнитивната или академската компонента. Содржините се во фокус на следните нивоа на образование, во фокус на основното образование е воспитната компонента и самиот процес на учење. Неколку пати беше кажано дека една од основите е обезбедување на инклузивност, родовна сензитивност, односно рамноправност и интеркултурност. И зошто е тоа битно? Затоа што е тоа неопходен предуслов да се намали бројот на ученици што не го завршуваат основното образование, да се зголеми чувството на еднаквост или рамноправност кај учениците, особено од ранливите групи, да се намалат родовите и етничките стереотипи и предрасуди кај учениците и наставниот кадар и да се подобри меѓуетничката интеграција во образованието и социјалната кохезија во општеството. Она што ни недостасува за остварување на концептот едно општество за сите. И четвртата поидовна основа се националните стандарди, кои се претходно изработени, кои практично ги дефинираат компетенциите што треба да ги стекнат учениците на крајот на основното образование, компетенции дефинирани како знаења, вештини и ставови, односно вредности. Значи, ставовите и вредностите се рамноправен дел со знаењата и вештините од тоа што значат национални стандарди, односно компетенции на учениците. Тие националните стандарди се базирани на клучните компетенции до доживотно учење, што се дел од препораката на Советот на Европската Унија од 2018 година. Сега, реков, нема да дискутирам самата концепција, нема да ја презентирам самата концепција, туку само оние промени кои работната група ги прифати во овој момент врз основа на примените конструктивни сугестии или коментари што ги добивме и искажаната загриженост исто така која во рамки на времето дадено за јавна дискусија беше примено, односно стигнато до Министерството за образование и наука и до нас како работна група. Значи, динамиката на имплементација не е дел од концепцијата, но една од главните забелешки на концепцијата беше дека се избрзува и дека не може да се влезе одеднаш така како што некој замислил, меѓутоа што е практично влезот. Ова нигдека не е запишано во концепцијата, нити е дел, пак велам, од концепцијата, само би сакала да упатам на динамиката да биде појасно за аудиториумот. Значи, во следната учебна година се влегува, предвидено да се влезе во прво и во четврто оделение. Потоа, во следната учебна година е предвидено да се влезе во шесто оделение и се разбира да се продолжи со оној вред што е обезбеден и порано. Не знам дали тука се гледа, тие влезовите се со потемно зелена боја. Потоа во следната учебна година ќе се стигне до седмо оделение, ќе бидат офатени сите ученици до седмо оделение, па во 2024-25 до 8 оделение и до 9 оделение, после 5
практично 5-та година од имплементацијата на самата концепција. Кога зборуваме за влез во различни учебни години, зборуваме за етапен развој на наставни програми. Значи, не се очекува наставните програми да бидат сега, оваа година, до влезот во допочнување на новата учебна година, развиени за целото основно образование, туку само за оние каде што ќе се обезбеди влез во основното образование. Значи, тоа значи да имаме готови за прво и четврто оделение, кога треба да влеземе сега во септември во училиште. Потоа, тоа паралелно со развивање на наставните програми иде развивање на нови учебници и нови наставни материјали, е проследено со интензивна обука на наставниците. Интензивна обука подразбираме не обука како што, да речеме, се навикнати наставниците да ја имаат многу често, а тоа е еднодневна информативна средба за тоа што како промени се внесува, туку интензивна обука насочена на развивање на нивните вештини за имплементацијата на оние природи кои концепцијата ги бара. И се разбира, тоа е се проследено со соодветно опремување на училиштата за успешна реализација на концепцијата. Многу се зборува во јавноста за интеграцијата на дисциплините. Ние сметаме дека е таа неопходна, особено затоа што интердисциплинарниот пристап кој го нуди интеграцијата на дисциплините им овозможува на учениците полесно да ги поврзат наставните содржини со реалноста, имајќи предвид дека во реалноста нема строга поделба на ниту една дисциплина. Учениците, она што го гледаат и го доживуваат околу себе, е поврзаност помеѓу сите, да речеме, дисциплини од природни науки или од општествено-хуманистичка подрачје. Значи, под педагогијата исто така, современата педагогија вели, ако учениците не можат да ја согледаат смислата на она што го учат и не може да ги доживеат наставните активности како релевантни и применливи, не може да се очекува успех во учењето. Значи, они одбиваат да учат. Или учат со сила, учат затоа што мораат, а не затоа што го доживуваат учењето како корисно за нив. Сега, што се тука, да речеме, некакви измени? Значи, оно што беше провизорен термин општествени науки, по јавната дискусија, што се водеше до сега, сега е предложено, значи, од прво до трето оделение предметот да се преименува во општество, а од четврто оделение нагоре да се нарекува историја и општество и да ги обединува сите оние дисциплини кои се нудат како обединети во самата концепција. Терминот природни науки останува да се биде природни науки како што и сега од прво оделение па до крај, до завршување на основното образование. Значи, историја и општество од четврто до девето се клучни природни науки од четврто до девето оделение. Тоа, за да може тоа да се реализира, потребно е да, кога ќе се работат наставните програми, да се води сметка за интегрирани резултати од учењето, да се води сметка дека стандардите за оценување ќе бидат по секоја отделна дисциплина која го сочинува интегрираниот предмет. Во наставната програма треба да се поврзат и синхронизираат содржините и активностите од секоја дисциплина, за да може да се постигне очекуваниот резултат од учење. Тоа следи да го прават комисиите што ќе ги развиваат наставните програми за секој предмет посебно. Во предметна настава, значи од 6-то оделение нагоре, се очекува тимска работа на наставниците кои сега предаваат различни одвоени предмети, значи заеднички да планираат и оценуваат, но секој да си влегува на час со оглед на дисциплината за која е претходно обучен во базичното образование. Се дава една завршна оценка на крајот за секој од овие предмети, но за секој од овие предмети не дисциплини, но во додатокот на свидетелството, што сега е по закон е составен дел на свидетелството, мора да стои опис на преференциите, односно ако некој ученик
да речеме, повеќе се истакнува по историја отколку по другите дисциплини што го сочинуваат предметот, тоа да биде изричито кажано, или по, да речеме, физика наспрем другите дисциплини кои што се сочинуваат предметни природните науки, тоа да биде истакнато во свидетелството. Уметничкото образование исто така некој го доживува, некој го доживеа како да се интегрира на ист принцип како што се интегрираат природни и општествени науки. Тоа никаде во концепцијата не е така кажано. Посебно се музичко и ликовно образование. Работната група многу долго дебатираше, дискутираше околу тоа дали треба да повеќе биде акцент на овие предмети во изборните предмети, како што првично се замислуваше, или, да речеме, да и остане и некој дел во задолжителните предмети. И сега последната одлука е дека и последниот предлог е дека од 1 до 9 оделение ќе се реализира двата предмета во двете полугодија со по 1 час неделно, што не исклучува можноста за опфат во изборните предмети. Што е новина исто? Е новина што го нема во самата концепција, дека се очекува предметните наставници да се вклучат и во наставата во 4 и 5 оделение по музичко и ликовно образование, и тоа со максимум 14 часа и реализација, и тоа да го прават во тандем со оделенскиот наставник, заедно да го планираат, да планираат наставата за тие 14 часа, а следењето и оценувањето се разбира си го води оделенскиот наставник. Предметниот наставник е клучен за да помага при презентирање, односно објаснување на одделни специфики на наставниот предмет и при откривање на талентирани или надарени ученици со одветната уметност. Слободните изборни предмети. Околу них имаше многу недоразбирања или односно погрешни интерпретации што се јавува во јавноста. Дел нешто ќе потенцирам од тоа што е како стои во концепцијата, дел во тоа што значат некакви промени што се внесени, за да може да се одговори на брањето. Значи, од 1 до 3 оделение, иако називот е слободни изборни предмети, тоа е првиот образовен циклус, тие слободни изборни предмети ќе се реализираат од страна на оделенските наставници исклучиво, и тоа како изборни активности во рамки на и се реализираат во рамки на својата паралелка, не излегуваат од рамки на паралелката, а примери за такви изборни активности ќе има и сега само за прво оделение се ставени во концепцијата. Ова се проширува така да биде до 3 оделение. Од 4 до 6 оделение за вториот образовен циклус, слободните изборни предмети може да ги реализираат оделенски или предметни наставници, при што во реализацијата може да мешаат ученици од различни паралелки, може да мешаат ученици дури од различни оделенија, ако е тоа изборниот предмет го дава како можност. Ако при тоа се разбира, Бирото за разврно образование е задолжено да подготви водич со насоки за тоа како се подготвуваат наставните програми по изборните предмети и како да се планираат и реализираат самите предмети. При што, исто така во тие насоки треба да содржат и како треба да се нудат, начинот на нудење на изборните предмети, при што во таа понуда мора да има застапеност на сите продржја што се онака застапени во задолжителните предмети. Тоа се уметности, јазици, природни науки, општествено-хуманистички науки, спорт и така натака. За да се избегнат манипулации и импровизации, кои што многу ги имаше во јавноста на оваа тема, Бирото се задолжува заедно со експерти, заедно со наставници, да изготви минимум 50 модел наставни програми за минимум 50 модел некакви модели на слободни изборни предмети, што ќе бидат поставени на веб страницата на Бирото на развој на образованието или на националната платформа,
со можност да бидат надополнувани секоја година од страна на самите наставници. Кога се работи за последниот циклус, кој почнува со реализација поместено од сега, значи за 2 години после 2 учебни години, значи се реализира тие мора да ги реализираат секогаш предметни наставници, може со мешани групи, ученици од различни паралелки, се разбира според преференциите на учениците и изборот што самите ученици ќе го направат, а некогаш за некои предмети може да се мешаат и по однос на оделенија, односно години на учење. Тие ќе бидат подготвувани по модел на претходно понудените, според насоките дадени во водичот што го подготвува бирото, и тие се поставуваат исто така на веб страницата на бирото и се очекува и тие да се надополнуваат секоја година со примери од успешно реализирани изборни предмети од наставниците широм цела земја. Сите тие се разбира во понудата мора да бидат соодветни на возраста. Се изнаслушавме многу работи за сексуалното образование. Сексуалното образование е слободен изборен предмет кој се очекува според програмата што сега ќе влегува да се пилотира, се очекува да ја избираат и да се нуди на ученици од 9 оделение, може би евентуално ако наставниците сметат, може би можат и во 8, ама секако се разбира дека според содржините што влегуваат во таа програма воопшто не се податни за помалите ученици. Значи, ова е замислено да оди во погорните години. Исто така, дискусија се правеше и во врска со албански јазик. Албански јазик исто имаше некакво недоразбирање. Тој влегува како изборен предмет од 6 до 9 оделение. Еднаш кога ќе се избере, мора континуирано да се слуша и спаѓа во категоријата, редефинирана категоријата во која спаѓа, категоријата сега се вика друг јазик. Значи, и сите оние што не учат на албански наставен јазик, имаат можност да избираат помеѓу албанскиот како втор официјален јазик во земјата и да учат или албански или да учат втор странски јазик. Втор го викаме затоа што прв е англискиот кој сите го учат. Зошто мислиме дека е тоа важно? Дека тоа може да му овозможи на ученикот да се определи за јазик од кој ќе има поголема придобивка. И тоа, ако се разбира, избере, а очекуваме да биде масовно избиран, особено во средини во кои се двојазични по својата природа, и да биде, односно, општини, да речам попрецизно, кои се двојазични, или во средини во кои имаме значителна застапеност на албански население кое зборува на албански јазик како мајчин јазик, тогаш тоа очекуваме да ја олесни комуникацијата помеѓу припадниците во иднина припадниците на различните заедници. Благодарам на вниманието. Сега од мене толку.